Во теке светско првенство во ракомет. Македонија е дел од него, а ние го имаме Борко Ристовски здрав и прав овде во Скопје. Прв пат слободен јануари по 15 години. Како ли се справи со слободното време? Да, вистина дека после 15 години ми е прв пат да имам малце подолго време и нели поради сите оние претходно репрезентативни обврски никогаш до сега не сум имал волку слободно време и помалку чудно на почетокот малце ајде да кажам збунето, не знаејќи што да правам со толку слободно време, меѓутоа полека се навикнав на тоа и нели почнувам да тренирам полека и се спремам за да се вратам во Барселона. Беше изоставен од селекторот Лино Червар за светското првенство. Кој е неговиот став за тоа? Секој коментар на неговата причина за изоставување е во најмала рака смешно. Значи, јас прв пат во мојата кариера слушам да некој спортист е емотивно исцрпен и истрошен. Меѓутоа, тоа е тоа. Одлуката е на селекторот, он си стои позади таа одлука и мене не ми останува ништо друго, освен да ја почитувам или да посакам и да нели сите оние колеги кои што се во репрезентацијата нели на голот, да им посакам да што поуспешно и што подобро го бранат голот и ја представуваат нашата држава. Ние во одбраната не одигравме кој знае каков надпревар. Одигравме помалку да не речам, немавме доволно црстина и тоа и не допринесе да голманите наши имаат многу одбрани. Меѓутоа Благојче Трајковски на последните 5 минути одбрани 3-4 топки кои што беа доста важни и сигурно дека има удел во победата на репрезентацијата. Некогаш не е потребно да одбраните 20 топки, а последните 10 минути да не одбраните ни една. Туку е поважно кога ќе ги одбраните топките, какви се тие одбраните удари и нели многу е важен момент. На негово место се колефи Трајковски, кои се дебитанти на позрели години. Со што треба тие да се носат за да бидат успешни на овој мондијал? Па колку што можам да видам сега стигаат доста критики на нивна адреса заради првиот надпревар, меѓутоа тоа е нормално и нели треба да се бараат некои нели причини за нивна лош надпревар, како да го кажам, тој не е лош надпревар, меѓутоа недоволен голем број на одбраните удари, меѓутоа многу пати, ако не и секогаш, одбраната е таа која што многу помага на голманот да го направи својот ден или да го даде својот удел со што поголеми одбраните удари. Така да морам да кажам дека не ми се допаѓа критиките кои што патуваат на нив, на било кого од репрезентативците. И мислам дека треба да се навикнат да живеат со тој притисок, да ги поднесуваат и критики. Некогаш се похвалби, некогаш се критики, тоа да знаат да ги носат на грб своите тие критиките и да не дозволат да премногу влијае на нив и што подобро ја представуваат Македонија. Седум на 6 тактиката никако не може да биде тактика за 60 минути. Затоа што со посериозна репрезентација тоа ќе го казнува многу лесно и многу ефективно. Ние на тренерот со Тунис имавме и малку среќа, затоа што туниската репрезентација направи 3-4 грешки на наши изгубени топки и мислам дека мора да поработиме уште малце на доколку селекторот одлучи дека треба да игра таа игра, дека мора да поработи се уште на оние ситници и финеси кои што нема да дозволат да се изгуби нити една топка, која што ќе даде шанса за лесен гол на противникот. Мислам дека што се однесува до голманите се направи некоја фама дека треба не знам колку трчање, не знам каква брзина за тоа. Мислам дека тоа е сите оние кои што малце повеќе пратат спорт, знаат дека тоа е една најнормална работа кој што еден голман во текот на најобичен тренинг ја прави, ја повторува можеби по 50 до 60 пати, така да
не гледам некоја голема разлика дека се сменило од тоа да голманот треба трча повеќе и да не трча повеќе. Секој голман на секој во сериозен клуб ги прави тие работи 50 до 60 пати, така да ништо ново. Покажавме добра игра во нападот, меѓутоа освен тоа ништо посериозно, нели, не видовме или видовме меѓутоа ништо ново и ништо како да кажам изненадувачки за противникот. Значи пак ќе повторам, нападот функционираше безпрекорно, меѓутоа мислам дека одбраната мора многу да се поправи и да се работи на тоа и верувам дека на следните надпревари тоа ќе изгледа многу подобро и дека голманите ќе имаат повеќе шанса да одбранат што повеќе топки. Што може да очекуваме од Македонија на преостанатите 3 мечи со Словенија, Шпанија и со Исланд? До сега секогаш сме го поминувале тој прв круг и мислам дека е доста важно. Направивме голем чекор со победата над Тунис и мислам дека е многу важно да пробаме да направиме некои изненадување на една од тие три надпревари. Според мене мислам дека ќе биде многу тешко, затоа што се работи за доста сериозни репрезентации. Иако се добива впечаток, нели, и нас не фаќа некоја еуфорија после еден надпревар добиен или после два надпревари добиени, дека, нели, ќе одиме на освојување медал, треба да сме реални, да знаеме колку ни се реалните можности и да работиме во склоп на нашите можности, да го извлечеме максимумот и да направиме нормално изненадување и да одиме чекор понатаму од она што сме го правеле во досегашните големи надпреварувања. Мислам дека успех е кога ќе се извлече максимум од една репрезентација, и кога на секој надпревар ќе бидете во игра и ќе играте 100% за својата држава, за својот дрес, и мислам дека таму треба да се фокусираме и, нели, да не се залетуваме дека ќе ги добиеме сите три надпревари, затоа што реално не можеме да го направиме тоа. Меѓутоа верувам дека можеби еден, ако не два од тие три може да се добијат. Па јас сум веќе неколку години назад поборник на тоа да во репрезентацијата играат само македонци. Сум категорично против тоа да се даваат пасоши на непроверени, на полу квалитетни играчи, дека треба нашите македонски деца и македонците талентирани деца да добиваат шанса и да уште од порано да настапуваат за репрезентацијата. Така да одсекогаш сум бил за што повеќе млади настапуваат и преку тие надпревари големи, дали преку квалификации, дали преку европски првенства и светски, го собираат своето искуство и да напредуваат во својата кариера. А со самото тоа ќе помогнат на репрезентацијата и со самото тоа ќе помогнат на македонскиот ракомет на крајот. И мислам дека има квалитет, има доста квалитетни играчи, значи тука е Талески, тука е Кузмановски, тука е Неловски, тука се двајцата голмани Томовски и Даниловски. И мислам дека доколку работат сериозно, доколку се професионалци во своите клубови, ќе имаат уште многу што да дадат на ракомет, меѓутоа се тоа зависи од нив. Не треба да се задоволуваат со мали работи, со настапи во мали клубови, во просечни. Треба секогаш да целат кон врвот и да бидат што подобри и да преку тие големи надпревари во клубовите ја помогнат репрезентацијата. Во овој момент не можам да кажам дали ќе може да го издржат товарот или не, меѓутоа е многу позитивно што добија шанса и ќе добијат шанса. Се надевам повеќе, затоа што освен Талевски и Неловски некој од помладите не доби нешто посебно шанса. Се надевам дека добијат сите млади шанса и ќе се бараат себе си и ќе си го бараат своето место во репрезентацијата преку тие настапи на големи надпреварувања. Затоа што ако не играте големи надпреварувања, ако не играте големи надпревари, никош не може да бидете големи играчи.